Светската здравствена организација усвои легислатива со која трансродовоста повеќе не се вбројува во категоријата ментални нарушувања. In order to reduce the stigma while also ensuring access to necessary health interventions, this was placed to a different chapter, the sexual health chapter in the new ICD. И додека се чека спроведување на промената, трансродовите лица во земјава се соочуваат со дискриминација и насилство. Се бориме со тоа, но сепак во држава е тешко, сепак треба прво општествено да не прифатат, државата, тоест граѓаните да не прифатат такви какви што сме, па да почнат процесите понатака. Има ли воопшто државава систем кој овозможува транзиција на овие луѓе? Или тој пат е полн со пречки, неизвестност и страв? На само 4 години, Лила Милиќ од Скопје сватила дека не ја привлекуваат истите работи како и повеќето момчиња. Практично, од секогаш се доживувала себе си спротивно од полот кој го добила со раѓање. Храбро говори јавно, објаснувајќи што значи да си трансродово лице. Трансродово лице исто како и ти, како и секој нормален човек, само што родот е поразличен, тоест внатрешното чувство е поразлично од сите останати. Физички изгледа како маж или како жена, но родово се осеќа спротивно од тоа како што изгледа физички, тоест биолошки. На 28 години го започнала процесот на транзиција од маж во жена. Прво, се прима хормонална терапија. Целиот процес е скап, но и тежок. Во Македонија е тешко, бидејќи докториве не се ниту сензибилизирани, ниту примаат основни правила или почетоци од каде да почнат, и сепак тука трансродовите лица им скачаат во сусрет со тоа што веќе знаат што треба да примаат и како треба да примаат, па фактички докторите учат од трансродовите лица. Хирургот-уролог Огнен Ивановски не се согласува дека недостасува обученост, туку посветеност. Вели дека медицинското потврдување на родот во земјава е можно, но потребни се протоколи кои допарва ќе се изработуваат. Сите трансродови состојби се дефинирани со F, со шифра, со презнакот F, што упатува на психијатриска диагноза. Практично немаме, не можеме да третираме F диагноза со хирургија. Прв пат се креира неодамна работна група на експерти кои ќе се бави со овој проблем во земјата. Се уште се нема состането, али една добра идеја и добра иницијатива. Практично состои групата од уролог, пластичен хирург, гинеколог, ендокринолог, психијатар и неколку луѓе од Министерството за здравство. Без протокол за медицинско потврдување на родот, транзицијата кај трансродовите лица е исклучително тешка. Тоа пак влијае врз односот од околината. Докажано е дека луѓето кога ќе се чувствуваат отфрлени, срцето пририпнува едно очекување. Значи може да замислите што се случува со овие луѓе кога постојано во општеството, во социјалата кај што живеат, доживуваат такво отфрлање во различни форми, ама е доживување дека не се прифатени, дека се отфрлени, дека не припаѓаат на ова општество. Но завршувањето на медицинскиот процес не е крајот на патот за трансродовите лица. Сосема различна е правната процедура. Тоа е постапка во која државата го признава родот со кој тие се идентификуваат, а е различен од полот припишан при раѓање. Медицинското потврдување и правното признавање на родот не се условени едно од друго. Искуствата покажуваат дека кај институциите често доаѓа до мешање на поимите род и пол. Адвокатката Наташа Бошкова вели дека правното признавање на родот треба да им се овозможи на сите врз основа на правото за самоопределување. Во неколку закони всушност е регулирана правното признавање на родот, подразбира промена на името. Најчесто луѓето започнуваат со таа постапка, промена на име, и тоа се води по закон за лично име. Таа е прилично брза, едноставна постапка, како за сите граѓани, така и трансродовите луѓе. Во однос на ознаката за пол, постапката се води согласно закон за матична евиденција, иако во последно време се повеќе управата за водење на матични книги донесува решенија со кои се прогласува за ненадлежна, иако веќе имаме постапки во кои одлучувала и веќе во конкретни случаи направила промена. Но всушност тука заглавува постапката во промената на ознаката за пол.
Против земјава веќе има пресуди од Европскиот суд за човекови права во Страсбур, кои налагаат промена на законската рамка. Како напредок се сметаат најавените измени на Законот за матична евиденција во земјава. Формирана е работна група за подготовка на закон, кој би требало да биде согласно стандардите на Совет на Европа, барањата на судот во Страсбур со пресудата и на крајот на денот барање на самата заедница во Македонија. Па ќе видиме, тоа е нешто што е во тек, но се уште немаме конкретни резултати и од пресудата и од долгогодишното застапување за правно признавање на родот. Борбата на трансродовите лица не ја дефинираат само работните групи кои ги креира државата и бавното изнаоѓање решенија. Лила вели дека има нешто што е уште поважно. Прифатете се самите такви какви што се и ќе ви биде многу полесно после тоа. Многу полесно ќе ве прифатат пријателите, многу полесно ќе ве прифати околината и многу полесно ќе можете да гледате и да функционирате.